Доколку имате прашања, повелете. Сузана Фиданска, Македонска телевизија, со оглед на тоа дека постојано се условува растот од инвестициите, колку реално навистина може да има забрзување на самите тие инвестиции? Благодарам за прашањето. Да, прашањето е навистина димензионирано како што треба. Јас и тоа го потенцира во самата презентација. Еден од клучните ризици и натаму продолжува да биде инвестицијската активност. Ние се уште за третиот квартал предвидуваме пат на инвестициите и постепено влегување во позитивна зона дури во четвртиот квартал. Во однос на расположливи податоци во третиот квартал, мешани се би рекла индикаторите, ако ги гледаме движењата кај државните капитални инвестиции, има се уште пат во третиот квартал, но тој пат е значајно понизок од падот кој што беше присутен во вториот квартал, а додека ако го гледаме вкупниот индикатор на вкупно извршени градежни работи, не се расположливи целосни податоци за целиот квартал, расположливи се податоци само за 2 месеци, кои што упатуваат на тамошен пат на извршените градежни работи во споредба со вториот квартал кога имаше благ раст на извршените градежни работи. Сепак, значи, предпазливи сме во динамиката, одиме се уште, значи, проектираме пат на инвестициите во третиот квартал и во четвртиот квартал влегување во блага позитивна зона, меѓутоа за годината во целина предвидуваме пат на инвестициите. А на годишна основа остварување на позитивни стапки почнувајќи од 2019 година. Сепак и покрај ваквата предпазливост, уште еднаш би апострофирала дека ризиците се присутни и ако тука имаме поголеми одстапувања од нашите очекувања, можни се и надолни одстапувања кај вкупната стапка на раст. Може ваш коментар околу последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд околу јавниот долг, имено имаше критики дека државата се задолжувала дури кога немало потреба за покривање на буџетскиот дефицит и конкретно дека нема јасна назнака во финансиските извештаи за одливите кон Агенцијата за државни патишта. Ваш коментар и конкретно на што се должи разликата во податоците на Народната банка и Министерството за финансии? Разликата во податоците мислите во однос на? Во однос на јавниот долг. Добро, во однос на разликата во податоците, значи не би требало да има разлика, бидејќи ние номиналните износи за јавниот долг на државата ги зимаме од Министерството за финансии. Значи ние како Централна банка не продуцираме податоци за јавниот долг, туку ги користиме нивните. Разликата мислам дека се јави кога ги изразуваме релативно како процент од БДП, што е логично да се јави разлика ако имаме различни номинални износи на проектирани стапки на бруто општествениот производ, ние и Министерството за финансии, а тоа се случува како што се случува и во сите останати земји. Во однос на погенерално на извештајот на ММФ, јас лично не сум го погледнала извештајот, само вака некои информации во медиумите, не би можела подетално да коментирам. Секако потребно е подобрување на квалитетот и транспарентно прикажување на податоците. Јас колку што знам дека и податоците за долгот на јавните предпријатија се прикажани, барем тие што се дел од надворешниот долг кој што ние го продуцираме. Меѓутоа, навистина немам подетални сознанија во однос на овој извештај и начинот на кој што се прави оцената за состојбата во јавните финансии. Кога сме кај јавниот долг, последните податоци за 9 месеци, јавниот долг е 48,2%. Вчера беше објавен податокот. Дали зголемувањето на јавниот долг, како што тргнало последниве квартали, ќе има ризик врз македонската економија? Добро, ова е посуштинско прашање.
Не е само прашањето на динамиката на долгот, нели структурата, начинот на финансирањето на тој долг. Сега, ако го споредиме долгот, јавниот долг во нашата економија во споредба со многу други економии со слични карактеристики како и нашата, ние не отстапуваме многу позначено. Всушност овој тренд на раст на јавниот долг беше присутен во посткризниот период, речиси секаде. Меѓутоа, важно е за одржливоста на јавните финансии да се одвива процес на фискална консолидација, која што суштината на тоа е на крајот прво да доведе до стабилизација на нивото на јавниот долг изразено како процент од брутоопштествениот производ, а потоа и негово намалување. Оттаму една од претпоставките кои што ние ги користиме во самите проекции, а на која потенцирав на почетокот, е дека поаѓаме од фискалната стратегија на Министерството за финансии, која што значи постепено намалување на буџетскиот дефицит, што е предуслов за да може да има и намалување на јавниот долг, зашто износот кој што е потребен да се обезбеди преку задолжување во голема мера корелира и со износот на буџетскиот дефицит. Доколку се оствари таа фискална стратегија на постепено консолидирање на буџетот, тоа ќе значи и помали притисоци за натамошен раст на јавниот долг. Секако консолидацијата на јавните финанси е неопходна, иако не е нешто што е алармантно и невообичаено, меѓутоа од аспект на прудентност, прудентно водење на политиките, неопходна е фискална консолидација која што ќе резултира и со попрудентни нивоа на јавен долг. Добро. Доколку нема други прашања, ви благодариме на присуството. И убав ден.